Иако бројките на продадени нови возила се намалени, оптимизмот на производителите не слабее. Напротив, секојдневно се случува некоја премиера, а минатата недела ги имаше доста. Се зголемуваат активностите на моторциклистичката сцена, од каде ќе ви пренесеме два новитети. Позитивни вибрации доаѓаат од Хрватска, која го дуплира износот на субвенциите за електрични возила, а ќе одвоиме време и за електричните изведби кои се шират како вирус. Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин. И оваа година, 8 поред, хрватските граѓани и правни лица ќе добијат субвенции за купување електрични и хибридни возила. Вкупната сума што ќе се подели изнесува дури 14 милиони евра, што е за 2,5 пати повеќе од лани. Ке се субвенционира до 40% од набавната цена, односно најмногу 9250 евра за електрично или возило на водород, 5300 евра за плагин хибрид и половина од тоа за електричен модел или моторцикл. Начинот на аплицирање сега е променет и во него се вклучени продавачите на возилата за да не се повторат поранешните случаи кога средствата пламнуваа за кратко време по распишувањето на јавниот повик за нивно доделување. Лани, на пример, тоа се случи за помалку од 2 минути. Според соопштението на Фондот за заштита на околината, досега во Хрватска е субвенционирано купување на повеќе од 4500 енергетски ефикасни возила. Се прашуваме кога ќе може да објавиме вакви вести и од Македонија. Рено му се придружува на Волво во ограничувањето на максималната брзина на своите возила до 180 км на час. Тоа на собранието на акционерите го најави лично Лука Де Мео, според кој безбедноста и екологијата се клучните фактори врз кои ќе се гради приказната за иднината на Рено. Тој истакна дека ваквата одлука е поттикната од црната статистика според која брзината е виновна за третина од сообраќајните несреќи со фатален исход. За лимитирањето на брзината ќе се грижи електронски уред кој нема да може да се одблокира, а прв модел опремен со него ќе биде електричниот Меган, најавен за идната година. За него исто така се развива и Safety Coach автоматскиот систем кој ќе ја контролира брзината според сообраќајните знаци и условите за возење. Во врска со екологијата, Де Мео истакна дека Рено повеќе нема да развива нови дизел мотори, туку сегашните ќе бидат унапредувани колку се може за да ги задоволат стандардите и постепено ќе бидат заменувани со хибриди. Тој не изнесе проценка до кога тие би издржале на пазарот, но лесно може да се случи после 2025 година француската марка повеќе да нема дизел возила во понудата. Без никаква помпа, како што вообичаено следи во вакви пригоди, Дачија одбележа 55 години постоење. За да ја задвижи практично непостоечката автомобилска индустрија во земјата, романската влада во 1966 година го основа предпријатието едноставно наречено Фабрика за автомобили Питешти.
Првиот модел кој се произведуваше беше застарениот Renault 8, но вистинскиот подем започна со набавката на лиценцата за Renault 12. Модерниот автомобил лансиран како Dacia 1300 беше вистински погодок. Се произведуваше дури до 2004 година, до кога беа направени скоро 2 милиона примероци. 5 години пред тоа Dacia стана дел од групата Renault, но французите не брзаа со замена на гамата. Детално ја планираа стратегијата за идниот настап, постигнувајќи Dacia да биде компанија со најголеми приходи во Романија, која учествува во вкупниот извоз на земјата со 8%. Здружувањето со Fiat Chrysler во Stellantis ги промени плановите на PSA групата за настап на американскиот пазар. Најпрво беше објавено дека после неколку години активност се прекинуваат подготовките за лансирање на возилата на Peugeot предвидени со динамичниот 508. Но, ако тоа и беше очекувано за да се даде предност на американските брендови, појавувањето на електричниот Citroen Ami во Америка е целосно изненадување. Пристигнувањето на малото возилце таму, кое според регулативата во Европа се смета за 4 цикл, е најавено преку Free2Move сервисот за заедничко користење. Засега само во престолнината Вашингтон, каде и единствено се достапни каршеринг услугите на овој сервис. Цените за користење не се објавени, но сигурно ќе бидат пониски отколку за другите возила кои ги нуди Free2Move. Како ќе реагираат американците на Citroen Ami останува допрва да видиме. Тој и покрај своите минијатурни димензии и преслабиот мотор од 8 коњски сили, доволни за само 45 км на час, во Европа е примен со симпатии. Електричната автономија му изнесува 70 км, а за полнење на батериите на стандардна мрежа се доволни 3 часа. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Има 48 години. Никогаш не бил лидер, но неговата репутација е одлична. Го почитуваат сите старосни и социјални структури и со задоволство секој би бил во негово друштво. Сега пристигнува неговата нова генерација и по непишано правило походот му започнува од Америка. Не зборуваме за политичар или лобист, туку за 11-тата генерација на Honda Civic.
Место вовеќе што е ново, Honda го започна представувањето на 11-тата генерација на Civic со малку американска статистика. Според нивните бројки, од појавувањето на моделот во 1973 година досега таму се пласирани повеќе од 12 милиони примероци кои го направија третиот најдобро продаван патнички автомобил во тој период. Покрај тоа, досегашната генерација во изминативе 5 години е број 1 избор на сите кои прв пат купуваат возило. Затоа и карактеристиките на новиот модел се комбинација од нешто старо, нешто ново. Старото е едноставноста на дизајнот и враќањето кон изворната филозофија од 70-тите години во чии корени човекот беше поважен од машината. Чистите линии владеат, пропорциите се покласични, а заради поместувањето на предните столбови наназад хаубата изгледа подолга. Тоа дава посебна елеганција на силуетата, дополнително истакната со мускулестите крила и остро вклопените задни светла. Погледот не е оптоварен со ниту еден непотребен детаљ, а така е и во внатрешноста каде содржината е поважна од изгледот. Затоа и покрај целосната дигитализација на кокпитот задржани се класичните копчиња за климатизација и аудиосистемот кој може да биде и Bose со 12 звучници. Со премиум предзнак се и изборот на материјали и завршната обработка, а заради зголемувањето на меѓуоскиното растојание подобрени се пространоста и видливоста. Цврстината на каросеријата е зголемена со примена на алуминиум и челик со висока јакост, а безбедноста е унапредена со нов тип воздушни перничиња и Honda Sensing пакетот активни технологии. Познати се и моторите, но за Америка, бидејќи пазарното лансирање на новиот Civic ќе стартува од таму. Првите купувачи ќе го добијат ова лето само во седан изведбата со 4 врати. Хешбекот ќе пристигне неколку месеци потоа, а во Европа малку подоцна. Цените засега не се познати. Пикап возилата во Европа ниту се популарни, ниту пак Fiat ги има во својата гама. Но во Бразил не е така и италијанскиот производител таму е доста активен. Посебно во сегментот на средно големи пикапи каде настапуваат со моделот Toro. Поставен е на платформа од Fiat 500X и Jeep Renegade, која му дава оптимална комбинација на теренски својства и издржливост. Долг е 4,9 метри и има носивост од 1000 килограми, а се произведува само со кабина со 4 врати. После 6 години на пазарот Fiat го обнови, додавајќи му уште некој адут со кој ќе ги освојува купувачите. Моторната понуда се состои од дизел мотор со 170 коњи и 3 бензинци кои можат да работат и на алкохол со моќност помеѓу 135 и 185 коњски сили. Менувачот е 6 степен мануелен или 9 степен автоматски, а погонот само на предните или на сите 4 тркала со редуктор. Бразилскиот пазар е познат по возилата со ниско ниво на безбедност, но овој пикап е исклучок. Fiat го опремува со сите додатоци што се среќаваат и во Европа, заради што не треба да изненадува зашто досега од него се продадени 300.000 примероци. Цените му стартуваат од одлични 17.500 евра. Кратинката GTX повторно се враќа во мода. Нејзе ја реактивира Volkswagen исто како што ја користеше во некогашната лимузина Jetta. Сега е во функција на спортската верзија на електричниот ID4 со 299 коњи и погон на сите тркала. Тоа беше доволно за да се најави идното купе базирано врз оваа изведба која ќе ја носи ознаката ID5.
Беше само прашање на време кога и како Volkswagen ќе ги воведе спортските карактеристики кај своите електрични возила. Со појавувањето на најновата верзија на ID4 сега и тоа е познато. Таа ќе ја носи ознаката GTX, која некогаш беше користена кај спортските изведби на моделите за кои трите магични букви GTI ќе делуваа претенциозно. А ID4 како кросовер е токму таков. Сепак, бидејќи сите погледи се вперени кон Tesla Model Y, кој наскоро ќе започне да се произведува во Германија, не би се изненадиле ако видиме и некоја полута негова варијанта. Но и оваа со своите 299 конски сили, кои двата електромотора ги распределуваат на сите 4 тркала, засега ќе биде доволна, бидејќи ќе го забрза до 100 км на час за 6,2 секунди. Во однос на другите верзии, максималната брзина му е зголемена на 180 км на час, а батериите од 77 кWh ќе го задвижуваат до 480 км. Се полнат на 125 кW еднонасочни полначи, од кои за половина час ќе се излече доволно струја за околу 300 км. Дизајнерски ID4 GTX од останатите благо се разликува само во неколку детали, а опременост му е подобрена со LED матричните светла и прилагодливото ослонување со 5 режими на работа. Спортскиот карактер го заокружуваат црвените шевови на седиштата и подиректниот управувач кој за студените денови се загрева. Продажбата ќе му започне подоцна годинава по цени кои се малку пониски од топ верзијата на Q4 и Tron, со која има премногу технички сличности. И исто како што и Audi направи со своите кросовери, и Volkswagen ќе понуди купе верзија на ID4 која ќе ја носи ознаката ID5. Германците ја искористија приликата и ни покажаа како ќе изгледа, но заради камуфлажата на прототипите може да се забележи само спуштената линија на покривот. За другите разлики ќе мора да почекаме овој модел да биде официјално представен, но за тоа засега нема конкретна најава кога ќе се случи. Hyundai цврсто е решен да не остави ниту еден пазарен сегмент непокриен. Најновиот фронт на кој напаѓа се спортските изведби на градските кросовери. Затоа Kona е вистинскиот адут која во оваа огнена изведба располага со дволитарски турбомотор со дури 280 конски сили. За задоволството во возењето да биде поголемо, тие се пренесуваат само на предните тркала, но преку 8 степен менувач со двојна спојка. Програмиране за исполнување на желбите на возачот на 3 различни начини, што резултира со максимални 240 км на час и спринт до првите 100 за 5,5 секунди. Kona N се разликува од своите стандардни браќа по новиот браник и изменетата маска напред, како и големиот спойлер на покривот со триаголно трето стоп светло. И внатрешноста е уредена во познатиот N стил, со спортски седишта и управувач со сини копчиња, а тука е и дигиталната инструментабла со посебен дизајн. На централниот екран може да се следи и времето постигнато по круг на бројни светски познати патеки. Вграден е и head-up дисплеј, а провоцира и класичната рачна сопирачка. Секако Kona N доаѓа со цел список асистенти за помош во возењето и безбедносни системи. Hyundai има план до крајот на идната година да го прошири спортското N семејство на 18 модели, меѓу кои ќе биде и електричниот Ioniq 5.
Еден модел, две имиња, 4 деривати. Го знаеме како Рено Кангу, а отсега и како Рено Експрес. Разликата е во цената и намената. Првиот е повеќе за семејни потреби и подобро стоечки бизниси каде комфорот е поважен од парите. Вториот пред се е за работа и за оние кои бараат поевтини решенија. Има уште една битна разлика. Кангу се произведува во Франција, а Експрес во Мароко. Сигурно има и други разлики за кои Рено не сака да зборува, но најкратко кажано, Кангу си остана Кангу, а Експрес дојде како замена за Дачија Докер. Заедничко име што и едниот и другиот имаат патничка и доставна верзија. Изгледот им е сличен, но не и целосно ист. Разликите јасно се забележуваат. Посебно внатре каде во Кангу владее автомобилски амбиент, кој во Експрес е доста поскромен. Кангу ја има и така наречената волшебна странична врата која овозможува 1,4 метри широк пристап до внатрешноста. Ке доаѓа во две должини со зафатнина на товарниот простор од 3,3 до 4,9 кубни метри, на двата бензинци од 100 и 130 конски сили и дизелот на располагање во три изведби со 75, 95 и 115 коњи, наскоро ќе им се придружи и електричната верзија. За неја е подготвена нова погонска група со електромотор од 102 конски сили и батерии од 44 киловат-часа. Французите ветуваат автономија од 265 километри, што е сосема доволно за ваков тип возило. Значаен чекор е направен и во безбедноста за која ќе се грижат 14 стандардни електронски асистенти. Добар дел од сето ова важи и за Експрес, но не се. На прв поглед може би делува избунувачки ваквата сличност на двата модела, но тие сепак добро се раздвоени и купувачите ќе немаат проблем да го изберат она што им треба. Порано отколку што се очекуваше, General Motors го покажа првиот електричен модел на Cadillac, наречен е Lyriq, а со примена на најсовремени виртуелни инженерски алатки се заштедени цели 9 месеци во неговиот развој. Тој треба да представува почеток на ново поглавје во историјата на Cadillac, бидејќи GM одреди да стане водечка електрична марка во групата. Целта е да се привлечат купувачите на Тесла и германските премиум модели, заради што не е штедено на карактеристиките на овој луксузен кросовер. Таков впечаток остави и концептот покажан лани летото, од кој серискиот модел се разликува по помалите тркала и класичните ретровизори место камери. Затоа пак е задржан 33-инчниот екран во внатрешноста, кој може да прикаже преку милијарда бои. Cadillac Lyriq е поставен на нова модуларна платформа за електрични автомобили со погон на задните или сите 4 тркала. Сепак на почеток ќе доаѓа само со еден електромотор со 340 конски сили и пакет батерии од 100 киловат-часа. Автономијата не се споменува, но од порано е најавено дека ќе изнесува околу 500 километри. Способноста за користење полначи од 190 киловати значи дека собствениците на Lyriq ќе чекаат само 10 минути за струја, доволна за поминување 120 километри. Раскошот во внатрешноста е на ниво какво се очекува, а опременоста е дополнета со полуавтоматски систем за автономно возење без раце. Во продажба ќе се најде во првата половина на идната година по цени кои ќе стартуваат од $60,000. План на Cadillac е до 2030-та целосно да ги исфрли од понудата моделите со мотори со внатрешно согорување. Сезоната на моторциклите започна и секојдневно пристигнуваат вести за нови или обновени изданија. Во делот наменет за влюбениците на двете тркала одвоивме една италијанска и една јапонска посластица. И двете се доволно долго присутни на пазарот за да имаат многу поклоници и дојде време да бидат освежени. Првиот е Aprilia Tuono V4, а вториот е самурајот Suzuki GSX S1000.
Пролетта конечно пристигнува со сиот свој раскош, а со неа и желно очекуваните мотоимиња кои ќе бидат актуелни оваа сезона. Меѓу нив е и обновениот Tuono V4 кој доби сличен третман како и претходниот супербајк моделот RSV4. Стрит фајтерот на Априлија сега има освежен изглед и низа унапредувања, но најважно е тоа дека разликата меѓу стандардната и фактори верзијата сега е појасно повлечена. Доволен е само еден поглед на новиот Tuono V4 за да се забележи подобрувањето на оклопот од кој излегува новата алуминиумска вилушка. Сепак, фанатичните влюбеници во италијанската марка ќе останат благо разочарани, бидејќи агрегатот остана непроменет. Но искрено немаше ни потреба. Тој од своите 1077 кубни сантиметри со почитување на Euro 5 нормите извлекува одлични 175 конски сили и 121 Ньютон-метри максимален вртежен момент. Затоа пак пакетот електроника која ги контролира е сериозно подобрен. Нови се системот за контрола на работата на моторот и инерцијалната мерна единица, кои со подобрениот софтвер ставаат на располагање 6 режими на возење, 3 за патека и 3 за секој ден. Тие кај Tuono V4 повеќе се фокусирани на крстосувачки возења, заради што има повисок ветробран и поголемо седиште, додека кај Factory единицата акцентот е на спортското задоволство. Разлика има и кај ослонувањето, тоа кај стандардниот модел е механичко, за разлика од полуактивното Olins кај V4 Factory. Мислено е и на многу ситни работи, како што се автоматските светла или пак сите 4 трепкачи, кои во случај на итно сопирање сами се активираат. Збогатен е и списокот опционални додатоци, а цената очекувано порасна. Така Tuono V4 сега чини 17.000 евра, а V4 Factory цели 20.000. Цели 6 години од неговото представување, Suzuki GSX S1000 во голема мерка остана непроменет. Затоа и јапонците сега со доаѓањето на ерата на Euro 5 нормите одлучија дека е добар момент да се направат посериозни измени на моќниот уличен тркач. Suzuki го опишува дизајнот на новиот GSX S1000 со зборовите остар како жилет, што значи дека не се дозволени никакви облини. Пакетот стилски подобрувања започнува со скалесто наредените хексагонални LED светла, а силуетата на моторциклот е поелегантна и покрај новиот и поголем резервоар. Инженерите се разбира најдлабоко посегнаа во погонската механика, која, иако малку се разликува на хартија, во пракса дава посериозен карактер. На моторот, кој понатаму има 999 кубни сантиметри, сменети се еден куп делови и тој сега располага со 150 коњи и изменета крива на распределба на вртежниот момент. Генерално кажано, однесувањето низ целиот работен опсек е поагилно, за што заслуга имаат и коригираната рамка и прилагодливото ослонување. Системот против блокирање на тркалата е стандарден, а електронските помагала на возачот засилени со уште некоја практична функција. Ревидирана е и економијата која за полесна контрола го сместува возачот малку повисоко во редизајнираното седиште. Новите мултифункционални LCD инструменти се со големи димензии и даваат прилично јасна слика. Се на се Suzuki подготви добро спакуван naked моторцикл кој идниот месец ќе се најде во продажба по цена од околу 13.000 евра. Тука доаѓаме до крајот на нашето октанско патување низ светот. Благодарам на вниманието.